дека тоа е појава или процес која не треба да ја обелодениме, дека тоа е табу тема во Македонија. Не е. Ќе се обидиме да ја демистифицираме. Со моите вечерашни гости од мојата лева страна, професор Нелко Стојановски, Вера Чуракова, психијатар, психолог и Змијанац од Меѓаши, Драги Змијанац од невладината Меѓаши. Од мојата десна страна, Верица Трајковска, среќно детство, невропсихијатрот Ентони Новотни и Мери Бошкова, психијатар. Комплетно и веднаш за професорите универзитетски, што е педофилија? Ако ме гледате мене, можеме да почнеме со едно дистингвирање, разликување на сексуалната злоупотреба на деца, кој што е еден поширок поим, и педофилијата, која што вие споменавте, ама да оставивте некоја празнина во тоа дали е или не. Педофилијата дефинитивно е болест која што е влезена во психијатриската нозологија, односно психијатриската класификација, како јасно врамковен проблем, психијатриски проблем. Ако зборуваме за педофилијата по дефиниција, таа опфаќа луѓе кои што имаат сексуални фантазии, сексуални нагони или сексуални активности со деца од предпубертетска возраст. Значи, првиот критериум да зборуваме за педофил дека тој општи сексуално на било каков начин, како што спомена вашата репортажа, па макар и само со сексуални допири со дете кое што е под 13 годишна возраст. Другиот критериум е да тој човек биде барем на 16 годишна возраст или постар нормално и да биде барем 5 години помал од својата жртва, постар се извинувам. Значи повозрасен од својата жртва. И уште нешто, педофилијата е уште потесен поим во смисол да овие луѓе најмалку 6 месеци треба да доживуваат такви сексуални ургенции, сексуални потреби или да прават такви сексуални активности и истите да се реперкуират на нивното социјално, професионално и семено живење. Значи, тоа е еден потесен поим и затоа треба да го разликуваме од поимот сексуална злоупотреба на деца, кој што пак се однесува за секој присилен или сексуален акт кој е предизвикан со заведување на дете од возрасен, каде што постои присила, сила или постои велам заведување на тоа дете и ги опфаќа сите оние активности кои што јас не ви ги споменувал сега, нели, од сама пенетрација до било какви сексуални милувања со децата. Значи тоа се два поими кои што се пошироки и е битно да ги разграничиме на почетокот, бидејќи она што го споменавте, подведувањето на децата за малолетничката проституција и некое педофилно, што условно наречено педофилно однесување на некои луѓе кои што нели во наводници се со некакво останато нормално поведение, исто така нешто за осуда, но се разликува од потесниот поим педофилија. Професор Стојановски, негде прочитав дека тоа е табу тема, ваш став, но дека тоа не е расширена појава во Македонија. МВР тврди дека сепак има неконтролирана темна бројка на вакви случаи. Заправо тоа, според моите сознанија, појава која што е во пораст, во светски рамки и кај нас, меѓутоа има темна бројка, според некои научни сознанија, од едно познато, 4 до 10 непознати. Во таа смисла, значи, е таа темна бројка за која што ние не можеме да тврдиме. Инаку, нашо пред малку господинот Новотни зборуваше, тоа е една девијација во сферата на сексуалните односи, наместо нагонот да биде насочен спрема нормален, да речеме, објект, овдека е обично према дете, јас би коригирал до 14 години, обично ги сметаме за деца и може да биде тоа и од еден пол и од друг, може да бидат од хомосексуални и од хетеросексуални настраности во овој случај да зборуваме. Значи, во Македонија во моментов ние немаме прецизни сознанија колку е таа расширена, но ни во светски рамки науката тука не дава конечен збор. Прогнозите се во овие рамки во кои што ги спомнав. Дали со своите студенти разговарате без предрасуди на оваа тема? Да, разговараме, отворивме повеќе теми кои што доскоро беа табу теми, меѓу кои вие имавте една од тие за хомосексуалност. Јас во учебникот по социјална патологија пишував, меѓутоа не на основа литература и сознанија кои што се актуелни за Македонија, туку на основа светска литература. Моите проучувања што ги направив, американска, француска, не знам, друга литература, пишував на основа тоа, иако знам, иако сум свесен, дека не се трансплантираа сознанијата од една таква заедница во друга. Она што може да важи за Америка, сосема во еден друг систем, културен и така натаму, за Македонија да тоа не важи. Ниту по обем, ниту по карактеристики, ниту по етиологија.
етиологија и така натаму. Во таа смисла овде може сега да продискутираме, меѓутоа претпоставувам дека и колегите други, моите соговорници ќе се сложат дека без некои дефинитивни и прецизни сознанија за обемот, за етиологијата и така натаму на појава. А дека може да се разговара, веќе нашето општество отвори многу од тие табу теми, па и за ова не е проблем да се разговара. И со студентите разговараме, бидејќи сте тие возрастни, може да разговараме за сосема сериозно, нормално пред да разговараме некоја ваква тема, ќе прочитаме нашата литература и проверуваме на интернет што може да се најде, што е достапно, па може да разговараме и за тие искуства, иако реков не се трансплантираат едноставно на нашата почва. Бидејќи срфате по интернет, сте им демонстрирале сексуален однос на педофилски начин? Не. Не. Тешко се улегува хакерски. Вера Цуракова, психолог, дали сте се соочиле со педофил? Да, Дали сте се соочиле со злоставено дете? да. Какви Повеќе се, со злоставувани деца, отколку со педофил. како доаѓаат родителите и што ви соопштуваат? Како сознаваат родителите за чинот? Кој родител тоа го знае? Знаете како, тоа е многу деликатно прашање. Моето искуство во работа со деца и со родители и со семејства покажува дека има деца кои што на многу отворен начин тоа го кажуваат. Имав едно дете во Скопје кој што ми кажа вака: тетка Вера дојде пријател на моите родители, ме повика да ми ја покаже колата и да ми покаже особено како волан имам во колата, и ми рече дека ќе правиме вака и вака и дека ќе ми биде многу убаво. Но искрено да ти кажам, тетка Вера, воопшто не ми беше убаво. Значи има и такви деца, но има и деца кои што веројатно после ќе проговориме за тоа како приоѓа педофилот кон детето за да го освои, оти они имаат специјален стил во приоѓањето, се надевам дека некој од нас ќе каже за тоа. Значи има деца кои што не можат за тоа да кажат затоа што им се закануваат со смрт на мајката или на некој близок во семејството, па се принудени да молчат од страф. Но и некои деца молчат за тоа што се травматизирани, односно влезени во посттравматско стрес расстройство и тој настан го потиснуваат во комплетна амнезија. Така да тие деца реагираат на некој специфичен начин кој што покажува дека нешто се случило, но не знаеме што. Како би можеле да се диагностицираат децата кои на таков начин се злоставувани? Па вака, во нашата пракса психолозите применуваат тестови, но применуваат и проектники. Во проективните техники, особено во цртежот, децата проектираат дел од траумата по која што ние психолозите тргнуваме во потрага. Значи, на секој цртеж се наоѓа еден детал кој што ја покажува дека се случила траума. Така да тој момент е она појдовна точка која што не води во да гњуриме, просто да влегуваме во душата на детето. Во, да речем условно, јавните малограѓански кулари, во новинарските средини, се зборува за случај каде што универзитетски професори злоставувале деца. Се зборува за, да речем условно, елитистички пристап, дека тоа станува некаков дух на надпревар. Дали е возможно да се направи некаква социјална категоризација на родителот или на педофилите и на децата кои се предмет на злоставување? Па вака, злоставување се случува од многу блиски луѓе, може и од роднини, од најблиски пријатели, луѓе во кои што не можете да верувате дека може нешто да направат на вашето дете, од видни луѓе, професори, политичари, во основните училишта, се случуваат и од родители. Така да, кога ќе се случи таква злоупотреба на дете, многу е тежок патот да се дојде до вистинскиот проблем, да се открие дека се работи... Кој го диагностицира инцесот? Како доаѓате до тие информации? Кога се работи за однос родител? Знаете како, прво мајката приметува дека нешто се случува со детето и го носи на лекар. Матичниот лекар нормално по симптомите што ги наведува мајката, го упатува детето на психијатар и на психолог. Знаете како, психијатрите и психолозите имаат едно големо поле, заедничко поле за работа, тоа е душата на човекот. Меѓутоа, психијатрите... Професионалот, како е возможно да го откриете педофилот? Како би се случило, например, тоа? Тешко е возможно. Јас морам да направам една интервенција, бидејќи вие зборувате за некаква социјална стратификација на овие лица и литературата е многу децидна дека тоа е мит.
Мит е дека овие луѓе потекнуваат од некој низок социоекономски слој или така, ги има ни сите слоеви. Неточно е и уште еден мит е дека тоа се или луѓето професори или се доктори. Проблемот е што можеби некаде можеме го лоцираме проблемот во тоа да овие луѓе бираат професии каде што им се блиску на фат, на допир децата. Тоа е оној социјален момент можеби кој што некако предодредува некои професии, но повторно не треба да се земе како закон, како правило. Диагностиката на педофилот е нешто што е навистина тешко и јас морам да признам за жал дека во психијатриските ординации ние не можеме да го најдеме без да биде доведен од полиција. За жал. Откако ќе се случи делото ние можеме да го откриеме. Ние сега работиме, еден цел тим на невладино здружение работевме, па се поделивме меѓу нив. Јас влегов во еден да речеме во една професионална авантура, обидувајќи се да направам нешто што на Балканот не е направено и го сторив тоа заедно со помош на моите колеги. Работев во затворот Идризово и во истражниот затвор Скопје и истражував 67 осудени злосторника за сексуални злосторства. Тоа е обработката во мојот докторат. И тие луѓе се со различен психолошки профил. Ги има едни, затоа јас така почнав на почетокот да ги поделиме што е сексуална злоупотреба. Професорот спомена не 13-14, тоа е според законот, според дефиницијата за педофилија 13. Но според нашиот закон сите луѓе кои што општат сексуално со лица под 18 години спаѓаат под категоријата полов напад врз дете. Така да во оваа моја група од 67 луѓе постојат и луѓе кои што имале сексуални односи или на некаков начин имале сексуална интеракција со деца, односно постари малолетници на 14 години. Овие луѓе се претежно во оваа група, кои што избирале жртва со поголема возраст, повеќе се со некакви психопатски карактеристики, тоа покажува оваа моја студија и некои интернационални студии, значи повеќе имаат насилни карактеристики, тоа се луѓе кои што имаат и мултикриминална историја, значи меѓу сето друго што го правеле, грабежи, разбойништва, силување на возрасти, силувале и деца. И тоа не се типе педофили. Другата категорија на лица, велите дека имаат агресија. Овде забележувам дека педофилите обично не се агресивни личности. Токму тоа е делот кој што не го докажав, се извинувам. Значи оваа втората категорија на луѓе кои што воглавном бирале жртва по 13 години и влегуваат во оваа категоризација на права педофилија, нели според психијатриската нозологија, тоа се луѓе кои што се повлечени, луѓе сенки, луѓе дури некаде нели во некој наш опис, нека ми простат, јас сум психијатар, не би требало да рекам, ги нарекува популацијата лигави стари човечиња, што е повторно мит, но се луѓе кои што се особено несигурни во себе, особено се подложни на тоа да се подлизуваат, да се наоѓаат некаде во позадината и никогаш психосексуално не созреале да имаат некаква сексуална интеракција. Доктор Мери Бошковска, има статистика? Па, вака статистика нема, бидејќи во нашава држава се уште нема еден званичен протокол низ кој сите би се придржувале, да речеме полицијата ако се пријави делото, исто така центрите за социјална работа кои што треба да ја координираат, би требало да ја координираат, они ја координираат таа работа, но тие се јавуваат, може да се пријават во центарот, може да дојдат кај психијатрите, кај психолозите, така да нема на едно место да се соберат. Дали МВР која ќе идентификува, открие таков случај, ве повикува вас, психолози, психијатри, невропсихијатри, да го детектирате случајот и да ја видите темната страна на случајот? Вака, процедурата е ако тоа биде пријавено во полиција, тогаш има јавното тужилаштво, нели, покренува постапка. Сега може судот да бара психијатриско вештачење, да речеме од страна на детски психијатар, за да се докаже дали детето ја зборува вистината или лаже, дали тоа се случило или не. Децата ги спрашуваат и во полиција, може и во судот, но понекогаш се бара и форензична евалуација на овие деца. Така да, еве, баш минатат последните 2 години, јас и колешката Ралева од клиниката за психијатрија и во Заводот за ментално здравје обработивме примерок од 37 деца што ни се обратија во последните 2 години, значи некаде од 2003 до 2005 година, а кои што беа испратени од страна на судот за ваква евалуација. И еве некои наши показатели, како што реков, проценти, ние немаме дали се тоа 4, 5, 11 или еве доктор Новотни едно истражување за една мултицентрична студија беа правена 2000 година со уште 5 земји од источна, мислам, од Литванија, Латвија, како беше. Сакам да кажам овие показатели кај нас, еве од овие 37 деца. Тоа беа деца на возраст од 3 до 14 години. Од 3 до 6 години беа 6 деца,
од 7 до 10 години беа 8 деца и од 11 до 14 години беа 23 деца. Од кои што? Само еден момент, од 3 Да? до 6. Да? 3 уште дури нема некаква ментална, да речем, конструкција на реакција. Како се детектира тоа? Кој го пријавува тој случај? Па видите, тука се работеше за сексуална злоупотреба, баш конкретно кај 3 деца беше интрасемејна, значи од страна злоупотребување од страна на татко, 2 деца беа, а едно беше од страна на комшија, така да беа детектирани од едната страна беа пријавени од мајките кои што требаше да се докаже дали се децата злоупотребени или не, а додека од комшијата тоа веќе во медиумите мислам беше објавено, така да и тука беше направена таква една еволуација. Значи, зашто педофилијата не е психијатриски проблем? Јас се извинувам, не го слушнам. Зошто педофилијата не е психијатриски проблем? Педофилијата е психијатриски проблем, апсолутно. Луѓето кои што се означени како педофили или се диагностицирани треба да се подложат на третман. Третмани, за жал, третман програми постојат во западниот свет и во Соединетите американски држави, но ние од Сдруженијето Безбедно детство имавме таква чест да се дружиме со елитата на психијатри, психолози кои што во светот работат. Тие се малку луѓе и креваат раменици. Е многу тешко да се работи со педофилите затоа што јас започнав пред малку да зборувам. Облигатен е третманот. Третманот е поврзан со задолжување од судот. И замислете да некој му даете здравје со сила. А уште потешко е да му вие со духовно здравје да му даете доктор Павле Павлов, невропсихијатар, тврди дека педофилијата не е болест, бидејќи ниту напредува, ниту се лечи, туку нема промена, тоа е состојба кај која нема промени. Јас го почитувам колегата Павлов, ама мислам дека имаме професионално разминување, ама вистината е на мојата страна. Драги Змијанац, Неджаши е организација невладина која се концентрираше на децата. Станавте, да речем, на одреден начин култна невладина организација во момент кога го кренавте гласот и за оваа девијација општествена, социјална, парапсихолошка или психолошка, како сакате. Кој ви се јавува? Како вие ја детектирате педофилијата? Се потрудив овие денови малку да пребарувам низ податоците што првата детска амбасада во светот ги има и преку СОС телефонот советувалиштето и преку правната служба. И морам да потсетам само дека овој проблем го третирам уште од 96-та, кога за прв пат го обзнанивме случајот Коле Неделковски сексуална злоупотреба страна на наставникот по музичко, каде што за среќа тогаш наставничката ги охрабри децата да говорат за овој проблем, а родителите беа тие што заедно со нив ја покренавме оваа акција. И се сеќавам дека успеавме децата да не бидат ставени во судската расправа, да бидат дополнително малтретирани, да бидат земени како сведоци, туку нивните изјави со невропсихијатрите и психијатрите од клиника за деца и млади и мислењето на стручни лица беа земени предвид и предвид беа земени изјавите на родителите. Беше казнат наставникот на 3 години, ние инсистиравме казната да се покачи на 5 години и инсистираме сите такви случаи на злоупотреба на децата од страна на најблиските, родителите, наставниците и така натаму, посебно наставниот кадар да не биде вклучен повторно во воспитно-образовниот процес. Податоците говорат дека од 1999 до 2005 година имаме 21 случај, а од 283 надписи во печат 47 се поврзани со случаи за сексуална злоупотреба на деца. Најчести случаи се самите родители ги подведуваат своите деца, значи знаат и го одобруваат проституирањето, односно сексуалната злоупотреба од страна на непознати лица, сексуалната злоупотреба. Контакти со такви родители? Еве, се случува и со познаници од најблиските од родителите, се случува од страна на малолетници во местото на живење, постари малолетници со помали, и инцест од страна на татко, очов или мајка. Што е мотивот? Тука се психијатрите, педагозите и психолозите ќе кажам. Јас велам само дека најчесто ова се ризични средини каде што ние децата ги праќаме во училишта, ги праќаме во установи, институции каде што сметаме дека таму работи воспитно-образовен кадар кој е со таков етички кодекс на однесување да ние немаме потреба да бидеме загрижени за безбедноста на нашите деца, а се случува, еве правната служба лани од 21 случаи, 10 случаи се поврзани со насилство на децата, од кои 4 имаме сексуална злоупотреба од страна на наставници во самите институции на системот, односно во основните училишта. Добро. Верица Трајковска, Секно детство.
Професорот Нелко Станевски тврди дека со студентите без предрасуди разговара. Дали во школите се отвара ова табу тема? Дали на децата им објаснувате што значи педофилија? Ја не работам во школа, него на факултет. Исто така, како што рече и колегата Стојановски, со студентите отворено разговараме за сите прашања и за овие. Со студентите, бидејќи невладината е на Институтот за социјална работа, и често пати и ова тема ја отвараме и да кажам и други теми кои што се многу блиски до ова. Дали вашите студенти, дали вие иницирате такви, например, едукативни пристапи на децата да им објасниме што е тоа? И од едната и од другата страна се иницира. Јас секако, затоа што предавам и ментална хигиена, често пати и тука сум оној иницијатор која сакам да отворам тема во која што они слободно ќе зборуваат, а секако и они прашуваат, нема, за нив не е табу. Ако се работи за ментална хигиена, дали сме ние загадено социјална средина која може да импутира ваква девијантна појава? Не би рекла да сме ние загадена средина, тоа постои секаде, не е тоа само кај нас, но може би кај нас потешко се открива затоа што средината е таква, мала е средината, во сите мали места јас сум била повикана и од судот во вештачење на еден педофил, во мало место кај што и тие што знаеја, роднини, пријатели, секој со некого познат и многу тешко се доаѓа. Ајде да го профилираме вашиот случај на педофил, како изгледа? Ништо не се како што разликува. Дали е тоа, да речем, условно лигав возрастен ветеран или... Тоа беше наставник учител, кој што ниту беше лигав, ниту беше возрастен, имаше 46 години и со неколку деца, ученици од 4-то оделение, тоа беа 10 годишни деца, ученички, кои што неколку години ги злоупотребувал. Родителите Имал некој директен сексуален однос или ги злоупотребувал? Не дошло до сексуален однос, ги злоупотребувал, блудничал над нив и така што... Добро, ви благодарам. Само еден момент, мислам дека имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Еве едно прашање кое што би било добро да се малку вака обработи во емисијата. Зошто е многу потешко да се навлезе во светот на женските особи кои што се педофили, педофилки и така натаму. Зошто? Затоа што поред машките педофили има и женски педофили. Ова не го зборувам случајно и тоа ги има доста, но не се навлегува во светот на женските особи педофилки. Толку. Благодарам. Благодарам. Постои, постои добро прашање на гледачот, за да се заштитиме ние малку или да излеземе од фокусот само на внимание. Постои, но тој процент е, за жал, и во светски рамки е понизок. Јас не ме фаќате се за збор, ама се работи за некаде 10 пати, 15 пати помала застапеност на женски педофилија кај жени, да речеме. И уште нешто, јас би дополнил она верица што го загатна околу бројките на застапеност, го има кај нас, го нема кај нас. Знаете што, ние не сме исклучок. Македонија е една држава која што е во Европа, без разлика нели дали некој сака да ни каже или дека сме или не сме една држава од светот, а бројките укажуваат дека во некои поразвиени држави каде што статистиката е нешто што се обработува, се извинам, каде што истражувачките екипи работат, нели се добро организирани, вела дека, да речеме, еве јас имам податоци, Америка вели дека во 90-та година 133.000 случаи на потврдена сексуална злоупотреба на деца. Веќе 93-та 405.000 случаи на сексуална злоупотреба на деца. И видите какви уште пострашни бројки. Велат во друго истражување, тоа Галуп Сурвеј студија една која што вели дека секоја четврта девојка и секое 8 машко од до 18-та годишна возраст било во Америка на некој начин сексуално злоупотребено. Јас уште еднаш опоменувам, значи не зборуваме само за пенетрација, за сексуален однос, него зборуваме за било каков обид да сексуално се општи или да се блудничи или како сакат. И уште нешто би додал, извинувајќи се за времето што го узурпирам, но е битно. Во Македонија, мојата колешка Бошковска спомена, ние 2000-та година направивме една заедно со Литванија, Летонија, Молдавија и Естонија. Случајно влеговме нели со нашиот ентузијазам во оваа истражувачка студија, беше од американски експерти раководена, значи беше на вистина научна студија и во таа студија испитувавме 360 деца од скопските
Битола и у некои други рурални средини, деца од 7 и 8 деление. Добивме процент од 3% на застапеност на деца кои што на не дадоа индикативни прашања дека на некој начин биле сексуално злоупотреби. Значи во Македонија професори Трајковска и Стојановски, дали е добро што разговараме за ваква тема или мислиме дека на одреден начин можеме да имаме стимулативна ситуација? Стимулативна не е, затоа што по моја оценка треба да се овие прашања кои што постојат, кои што се реални, треба да бараме решение за нив и да најдеме не само во емисиите, туку и во научната расправа да бараме да се тие на некој начин разрешуваат. Јас само дополнение на напред малку што зборуваше колегата Новотни. Имам при мојот повеќе месечен престој, да речеме, на Сорбона, без малку секој трет дневник на телевизијата почнуваше со некоја педофилска афера. И тоа обично за несреќа беа посочувани дека се главно наставници во некое училиште, каде ќе се открие дека наставникот по ликовно или по музичко ги злоупотребува своите ученици. Обично, нели, помлади, па ќе земи да го учи клавир, па ќе го седне в скут, па ќе го пипка и други такви нели действија ќе превзема, кои што се очигледно настрани. И навистина и таму потешко се открива, меѓутоа таму има тие повеќе истражувачко новинарство, па доаѓа до сознанија повеќе. Веројатно и кај нас тоа перспектива ќе се откриваат повеќе вакви случаи и значи како реалност тие ги имаме, ние треба сега да укажеме само на можните опасности каде тие како потенцијални жаришта, што би рекле, постојат, да не би ни се случувале, бидејќи беше истакнато дека оставаат страшни травматски последици на личностите кои што на некој начин биле злоупотребени. Морам да бидам помалку директен или дегутантен. Денове пишува за педофилски акт на еден српски владика. Во јавноста се дистрибуираше висок, односно бискуп кој имал серијали на такви случувања. Познати светски државници исто така беа дел на дискредитација заради педофилија. Да, по она афера во Белгија каде што беа вмешани министри. Да. Кажете ми, дали во Македонија заради малата средина таквите јавни личности ги штитиме? Јас немам сознание за заштита. Немам сознание дали ги штитиме или не, меѓутоа сметам дека треба да се отвори темата и ги охрабруваме луѓето послободно да зборуваат за тоа. Ако не се отвори темата на телевизија или во јавноста, во печатот, не може, луѓето нема да бидат охрабрени да прозборат и да се пријават, да пријават случај и да пријават самите. Сега во моментот има мајка која што зборува за инцест и педофилско однесување на нејзиниот сопруг. Во овие денови, еве, недела дена со неја работа. Но не е само отварањето. Знаете како, многу е деликатно тоа прашање. Ако се отвори, ако некој дете каже дека е сексуално злоупотребено, во ред. Меѓутоа, кажете ми, како едно дете да каже, или како една мајка или едно семејство да го отвори тој проблем, кога ние во минатото гледаме дека ниеден педофил не бил казнет повеќе од 4 години затвор. А дали знаете какви се последиците кај децата? Страшни. Има деца на кои што им е уништен животот, социјалната комуникација, емоционалноста. Не знам дали вие во план да проговориме за последиците кај децата. Јас би сакала да ми дозволите после, ако може после. Или пак прво да кажеме како педофилот настапува, исто и тоа е многу деликатно прашање. И за бројноста, што рече доктор Новотни, за бројот на педофили и педофилки. Како изгледа милозвучноста да се привлече педофилот да се педофилите приоѓаат на еден многу специфичен начин и во етапи. Настапуваат како да им треба помош од детето или како да бараат совет, се додека не го освојат и не станат негова најмокна жртва. Нивната основна цел е да го поробат детето и да го скршат отпорот. Штом ќе го постигнат тоа, преоѓаат кон застрашување на детето. Чекате момент. Дали се тоа психолошки лабилни личности? Дали се тоа посесивни личности? Вака, компетентна литература зборува дека нивниот карактер има специфични црти, односно тие имаат нарцистички и со нарцистичките црти си ја подкрепуваат самодовербата, а со садистичките црти ја спроведуваат тиранијата, која што им овозможува еден многу непосреден и близок однос со жртвата,
кој што и пак од своја страна им овозможува увид во душата на детето. Така да со нивниот карактер и со некои други механизми си потпомагаат да дојдат до детето и да го освојат. Например, се поставува прашањето како не му е жал на еден педофил да злостави дете. Не му е жал затоа што тој користи механизам на одбрана сепарација или уште еден механизам каде што основното чувство го задржува, но доживувањето на тоа чувство го трансформира во негова спротивност. Тоа значи дека жалот го доживува како жал, но го чувствува, односно чувствува жал, но доживува задоволство. Понатаму, тој применува некои техники, некои методи. Почнува со заплашување со што го крши отпорот кај детето. Следната етапа за канување со смрт обично на ликот на мајката и од тој момент во детето почнува да живее една тајна која што се смета дека е најдоброчувана тајна затоа што не сме да каже. Понатаму тој применува награди за доброто однесување на детето што се смета за крајна дрскост, а исто така очекува и благодарност од детето што му е дозволено да живее. И од тука како децата се оспособени за живот, да речам, после таквото сексуално злоставување, например на стартот на училиштната година, о продолжување на учењето? Да, токму тоа сакав да кажам. Ќе ви одговорам на ова прашање и нашите превентивни активности уште 1998-2000 година ги усмеривме токму кон оние што најмногу работат со децата, односно наставниците во училиштата, односно со педагошко-психолошките служби во училиштата, во градинките, значи како да се препознае дете што е сексуално. Добро, ние опште работевме уопште за проблемот на злоупотреба, но и кај сексуално злоупотребените деца. Значи, еден од симптомите со кои што вака детето може долго време тоа да го чува како тајна во себе поради срам, страф и чувство на вина. Понекогаш, знаете, тоа траумата се дожива во зависност од возраста на детето. Тука мораме, мислам, ова да го потенцираме. Дете на 3 години и дете на 9 години и дете на 13 години не ја доживува злоупотребата исто. Тоа е поврзано. Тоа е поврзано, значи, со сознајното сваќање. Едно дете како ја сваќа сексуалната злоупотреба и се разбира дали тоа било еднаш или било повеќе пати. Понекогаш, знаете, сега да раскажуваме случаи, мислам, има многу случаи од овие 37, знаете, имате дедо што злоупотребил дете, имате наставник што злоупотребил дете, но многу е битно дали било тоа еднаш, дали било повеќе пати. Во секој случај, успехот, детето попушта, концентрацијата му попушта, се уваат тие стравови, анксиозни состојби поврзано со проблеми со заспивање, со спиење, голема приврзаност кон родителите, знаете, намален апетит, губат во тежина, така да родителот понекогаш гледа детето му се менува од едно дете кое што имало одличен успех или солиден успех, одеднаш попушта, има единици, па честопати знаат и наставникот да рече нешто ова се случува со детето. Змијанац Трајковска, професор Трајковска. Сакам да посочам 3 примери каде што можеби ќе бидат полезни за родителите. Едниот пример е кога девојче е селувана од познаник на родителите и после 7-8 години го пријавува тој случај на нашиот СОС телефон и неколку пати разговара за тоа и веројатно храбрена има намера да го и целиот град со ликот на тој злосторник со намера да пише една реченица: тој е лош човек. Сите да знаат. Вториот пример е кога полусестра е силувана од полубрат, бидејќи тој полубрат бил силуван од неговиот татко, значи жртва насилник. Малку треба се проговори и за тоа. И третиот случај, исто така, кој може да биде злоупотреба на пријава на ваков случај, каде што таткото пријавува за сексуална злоупотреба од мајката во децата и други видови на малтретирање, како принуда децата се соблекуваат, гледајќи ги како водат љубов и така натаму, но се докажува дека таткото, бидејќи било отстранет или немал можност да се видува со родителите, употребува мајката. Дали има потреба од осветништво на жртвата? Да. Подоцна? Змијанац? Да? Па ова е еден од пример каде што родителите се справуваат преку децата во нивното меѓусебно конфронтирање, ги употребуваат или ги злоупотребуваат. Дали има инцидент? Не смеа да се жестат против злоупотребувачот, да се полнат со да негативни енергија. Не треба да се жестат, меѓутоа во нив постои омраза кон злоупотребувачот. Детето Дали постои омраза кон светот, кон перспективата, кон Постои омраза. Мислам детето има еден негативен став кон појавите, затоа
Тоа во него се вгнездува. Тоа е најтешкото што психологот, психијатрот може од него да го извади. Детето добива прво едно негативно чувство кон себе. Фактички јас не чинам. Не чини и тој, меѓутоа и јас не чинам. Она што е кај мене не е добро, затоа јас сум така и така злоупотребен. Односно, кај детето е најтешко да му се врати довербата во него и самодовербата дека тоа не е виновно, дека треба да се ослободи од тоа, дека е само жртва, а не е виновник во ситуација. Вака, јас би убава тема се отвори и да проговориме малку околу симптомите, затоа што верувам дека нема родител кој што во овој момент не ќе се праша како би препознале дете кое е сексуално злоупотребено. Преска реков дека детето, како што рече доктор Бошкова, го менува однесувањето. Станува или многу послушно или многу нервозно. Се јавува страшна анксиозност, му се пореметува сонот. Се случува да сонува еден исти сон во ноќта повеќе пати или подолго време. Развива извонредна способност за препознавање на знаци во средината кои што предупредуваат на опасност. Се јавува слободно лебдички страв, што е исто така го прави детето анксиозно. Се јавува стеснување на свеста, наметнување на мисли. Сето тоа остава слика на едно дете кое што има, да речам, и патолошка, нели, клиничка слика. И тука можно е, ако не се знае етиологијата, ако не се знае дека детето доживеало траума, да се помисли дека детето е веќе во некој процес, нели, на патологија. Кој е психијатриски случај? Жртвата, насилникот, родителот? Па, јас дефинитивно, нели, се изјаснив и тоа стои во литературата дека насилникот е психијатриски случај. Ако е педофил по оваа категоризација, тој е психијатриски случај, треба да се лекува и постојат третман програми. Жртвата е жртва и има психолошки последици кои што се можни да се третираат и битно е да се истакне тука, за да знаат, нели, ако веќе е едукативна емисија, да знаат многу родители дека различни се последици, дури не се вини во сразмер со тежината на самото злоставување. Значи не е право пропорционално тоа колку било тешко во смисол на типот на злосторништвото врз детето. Туку е битно и каков е семејниот супортивен систем. Кај некои деца можно е, нели, и едно тешко злоставување да се избалансира во еден добро поддржувачки семеен систем. Значи потребна е психолошка и психијатриска помош, но велам треба да работиме и на семејството како клетка која што може да засили многу работи. Каде ќе се случи тоа? Дали во семејството или надворот? Ако се случи во семејството, детето тогаш домот го доживува како опасност. Само еден момент, добивам сигнал дека некој настојчиво сака да се вклучи во програмата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ве молам едно прашање. Да. Прашањето се состои како да се заштити дете од 11 години од злоупотреба на својата мајка и нејзините пријатели. Едноставно е тоа. Да, ве слушаме. Еве, ќе чуете одговорот. Бидете на линија. Прашањето е едноставно. Ние имаме одговорност како граѓани, јас како професионалец психијатар и сите тука присутни, или имаме одговорност и како професионалци, но и пред се како граѓани да пријавиме таков случај. Пријавувањето е прво до социјалната служба, значи до социјалните работници кои што работат на таа територија, бидејќи тоа е најбезопасното во првиот момент, а веднаш потоа и полицијата. Значи, ако постои било каква индикација, литературата вели дека многу мал број на пријави, ако детето зборува за тоа, се лажни. Значи, уште еден мит е дека децата лажат. Многу ретко лажат кога им се случува нешто. Змијана Страјковска, дали е возможно да го сочувате идентитетот на личноста која се пожалила, која е жртва, ако таа не сака тоа да се публикува? Дали, например, вие имате обврска, како невладин сектор, тоа да го пријавите во МВР или го обработувате случајот? Кодекс е Кодекс е на нашата СОС телефонска служба и сите што професионално работат таму на 0801-2222. Значи дигнитетот, идентитетот и се што е поврзано со податоците на жртвата која ќе се охрабри, а очигледно треба многу да се работи на охрабрување на децата, да се јава дека останува анонимен. И постапката секако е со иницијали од наша страна. Дали до Народниот правобранител, ако се случува насилство во институциите на системот, дали преку центрите за социјална работа, ако насилството се случува во семејството, секако идентитетот е загарантиран. Апсолутно, идентитетот е загарантиран, тајноста на податоците е загарантирана за злоупотребеното дете. Дали е... Да, повелете. Не.
Јас не би се сложил за ова, затоа што, видите, ние зборуваме за еден прво, криминален акт, кој што е казнив по нашиот закон, ако зборуваме за идентифицирана сексуална злоупотреба врз дете. Или како граѓанска обврска, не може да зборуваме ние. Јас сум представен исто и професионалец како и сите вие. Јас знам што е лекарска тајна. Многу добро знам, веќе 25 години. Но веќе се соочуваме со криминал и со страшни последици. Друго е да вие имате дете во третман, или вие не работите на третман и не би требало да работите на третман на деца, бидејќи за тоа постојат специализирани установи, каде што, мислам, психолошко, психијатриски служби, кои што може да третираат и побарање на мајката, да речеме, ако е тоа интрасемено, па нешто, па ние правиме некоја. Но суштински, во законот немаме правник денеска, во законот ние имаме облигации, имаме обврска да го пријавиме тоа. Не, тоа е, знаете, тоа е фактички до турање на зејтинот, маслото, на огонот на она што се вика семена тајна, а тоа е суштината на проблемот на сексуална злоупотреба. Тоа тука произлегува Јас реков за гарантирана е злоупотребеното дете, неговата тајноста на неговите податоци ја чуваме, а не на злосторникот. Добро, сакам да кажам друго овде, дека можно е, да речеме, ова последно јавување ми дава некоја асоциација дека моите сознанија упатуваат дека можно е по некој пат родителите кои што се меѓу себе во некои лоши односи да се пресметуваат со децата и во таа смисла можно е да речеме, ево, како предпоставувам, да најави дека таткото го злоупотребува детето или мајката го злоупотребува, сакајќи преку децата да се пресметаат со другиот брачен партнер. Сме имали таков случај, меѓутоа долготрајната елаборација на оној што кажува дека е родителот, еден од родителите го малтретира детето и работата со детето, точно се знае дали е тоа така. Сме имали инсинуации кај што сме открили дека е така. Меѓутоа, друго едно прашање. Кажете ми сега, мајката сака да го покрене тоа прашање, дека незиното дете е сексуално злоупотребено. А што ако не тоа да зборува за тоа, не може да каже? Или кажало само еднаш пред некоја особа во која што имало доверба? И повеќе не може. А за да се покрене случај, треба да се оди на суд, детето да каже што му се случило, и сега замислете повторно оживување на травматскиот настан, како би се одразило тоа на детето. Мислам, ние уште 96-та година, кога бевме, јас и Драги, на првиот семинар, на првата едукација во Македонија, беше поставено прашањето како да се заштити детето. Знаете, има случаи каде што детето кажува и родителите се шокирани и не знаат што да прават. Убаво би било кога... Која е етичката граница? Дали, например, детето заради перспективата на животот да го заштитиме, психијатриски да го наблюдуваме, или по секоја цена да го откриеме случајот и да го детектираме злосторникот? Не, видите, детето е во центарот на вниманието. Детето е жртва. Да не правиме сега ние тука од нешто што е сосема јасно. Ние мешаме работи. Ова се вика, нели, инструментализација на детето, во она што професор Нелко Стојановски зборуваше, тоа е инструментализација на детето во бракоразводи. Тоа е познато во светот. И тоа мора да помине низ една јасна евалуација на психолошко-психијатриска служба, дали е или не е, нели, дали е случај или не е. Ако Змијанат зборуваше за случаи за кои што знаеме, се потврдени низ психолошка евалуација дека се, ние тогаш мораме да го пријавиме случајот на злосторникот, ако го знаеме, зашто имаме репетитивни, знаете, бројките зборуваат дека еден сексуален злосторник во својот живот прави до 380 сексуални злосторства врз деца. Ако сакаме да го оставиме тоа да биде репетитивно, ние можеме да се држиме за нешто што е лекарска, психолошка или професионална тајна. А не постои начин да го спречиме тоа, разбирате? Извинете, вие реколте дека треба да се чува, дали обавезно мора да се отвори тој случај. Во нашата литература стои дека не мора. Во колку детето избере да тоа биде тајна, тогаш тајната има функција на заштита на интегритетот на детето, значи не мора по секоја цена. Тоа треба да биде избор на детето. Змијанац Марковска? Класификацијата на менталните растројства има една шифра која што обврзува, ова се сложувам ако е тајна, Z61, која што вели улога на здравствениот работник во тамошната заштита на детето злоупотреба, а и Конвенцијата на правата на децата, член 1939, има право, значи, да се заштити детето од сите облици на занемарување и злоупотреба. Така да тука... Змијанац, ќе добиете збор, мислам дека... Само еден момент, молам, мислам дека имаме гледаш, добро вечер. Добро вечер. Поедете. Сакам да знам какви се податоците за ромските деца кои што се жртви на насилство од татковците во Македонија. Зошто баш за ромските? Дали, има тука една табу и ние ставно сме спремни на црно-бели варијанти етнички, мислам дека да го обсервираме прашањето?
така, јас конкретно имав некои случаи на злоупотреба на деца од постари особи, ромчиња, меѓутоа тоа за жал тие деца беа едукативно занемарени, запоставени, пуштени на улица, повеќе од члени семејства каде што многу родителите не се грижеа за нив, така да лесно станаат плен и злоупотреба од други, мислам, повозрастни. Концептот е многу едноставен, она што можеме да направиме. Ако имаме 1000 деца на улица во Македонија, најчесто самите родители ги злоупотребуваат, односно ги охрабруваат, односно биле самите родители исто деца на улица, тие се најранлива категорија на подведување на сексуална злоупотреба, односно детска проституција. И тука веројатно тој контекст може да се земе деца на улица, претежно 90% од ромските деца, детска проституција, веројатно како резултат на тој момент. За детска проституција при крајот на емисијата се уште сме во фаза на разјаснување на етимолошкото значење, па особено на проблемите правни и психијатриски околу педофилијата. Само ја мислам дека имаме гледаш. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сум една мајка, многу жална, тетка, стрина, војна. Од мојот девер, децата се злоупотребени уште од 4 години. Тоа сега е објавено брзо. Децата се травматизирани. Они се по 40 години, по 50 веќе. Едната има 52 години, внуката од зоба ми. Тие деца се за жалење. Боа го кажувам со болно срце. Шо никогаш, јас сум 72 години и додека ќе умрам, со таа болка ќе умрам. А и децата живеат со таа болка. А тој што го слуша сега ова, тој што го злоупотреби. Нашите деца и од неговата ќерка, децата исто, срам да му е земја да не го прибере. Како сте успеле толку долго да ја чувате тајната? Како? Ето од таа, како што зборувавте вие таму, дека од срам децата ги срамеше и му се заканува со пиштол дека ќе го отепа, ако е дадат таа тајна. Јабува сега без да знаат децата го јабува. Кај живеете вие? Јас, да ви кажам во Охрид. Добро, ви благодарам. Не сакам понатаму да ве детектирам. Само е важен прилог за ова што се јави гледателката. Дури некои истражувања, релевантни што вели колешката, вела дека дури 77% од сексуалната злоупотреба настанува во семејството. Затоа да го разбиеме тоа табу дека професори Попови и вамо таму. Јас не би сакал да излеземе од емисијава со такво едно чувство, нели? Значи, интрасемејното насилство сексуално е најчесто. И да го искористам, ако ми дозволите, само пред да ми реплицира Змијана, да појаснам што сакав да кажам со тоа пријавување. Ако имаме еден, како се вика тоа на македонски, потврден случај на сексуална злоупотреба на дете, јас прв сум за тоа да се секундарно виктимизира со бројни интервјуа. Затоа постојат така наречени мултидисциплинарни тимови и нашето здружение работеше со полиција, со социјални работници, со правници, со лекари, психолози. Што се случува? На едно место се собира и се работи интервјуто. Ако се потврди тогаш, детето веќе не се виктимизира у полиција и така и во светот се работи, не се носи по судови да го признава тоа, туку се оди понатаму во постапката да го спречиме злосторникот да го повтори тоа. И тоа не е разбивање на професионалната тајна. Мислам дека имаме гледач уште еден. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете. На телефон директорка од училиште, поранешна директорка на училиште. Би сакала да го поздравам тимот што го имате во студиото, бидејќи мислам дека сте одбрале квалитетни луѓе за оваа емисија. Особено докторот Новотни, кој што пред 10 години, поточно 97 година, држеше семинари за директорите и за професорите во училиштата, каде што беше појавена педофилијата. И тие семинари беа многу успешни. Тимот што го држеше семинарот беа професори, лекари, психијатри, полиција, имаше гости од странство, потоа гости од Словенија и на многу убави примери прикажани, директорите можеа да се запознаат и психолозите и педагозите од училиштата што е тоа педофил. Колку време бевте наставник и директор? Па преку 30 години сум сега. Дали се детектирали такви случаи во... Да, во училиштето кај што работев имаше педофил. Наводно педофил. Како дојдете вие до тоа сознание? Наводно или не? Јас не би зборувала за тоа, бидејќи тој случај е веќе завршен. Не беше докажано, бидејќи учениците од сам се откажаа.
Дали Срам се откажа. од срам се откажа? Од срам се откажа учениците. Добро, ви благодарам многу. Меѓутоа сакам да кажам дека со тие семинари што тогаш беа почнати, а беа прекинати, мислам дека образованието остана многу посиромашно. Добро, ви благодарам многу. Стојановски Трајковска, коментар. Дали табу, дали да го демистифицираме, како? Зашто заправме со овакви едукативни тренинзи? Не заправме, ја мислам дека тоа повеќе е препуштено сега на невладини организации, одделни проекти да се работи на вакви теми. Инаку не верувам, ја мислам дека натаму ќе добива во екстензитет, а нема да биде натаму табуизиран. Да биде табу и Да. се работи на тоа и јас мислам дека сега се отварајќи се сите тие теми на прво сексуална злоупотреба на деца, па на млади и сега се стигна и до оваа тема која што навистина нема да биде табу. И само една секунда, ова што го рече доктор Новотни, не се работи само да стоа наставници, лекари или не знам кои, меѓутоа многу често педофилите избираат професија и работат со деца. Они на тој начин им се приближуваат, создаваат кај нив една сигурност дека им се пријатели, дека им се блиски. Тоа е она што, а во семејството е навистина многу често. Многу често. Професор Стојановски, дали, например, социјалниот амбиент, значи на одреден начин елементи на купување, на љубовта, на привлекување? Да, но вие слушнавте и педофилите тоа и го практикуваат, да би дошле прво да се доближат до жртвата, да наречеме, со разни нели средства, купување на љубов. Дали, например, скарадноста на карактерот не води во правец на тоа како што беше соопштено од Хелсиншки комитет, дека едноставно родителот си го продал детето заради социјална Тоа е веќе сатисфакција. Тоа е друго. Тоа повеќе е случај со малолетничката проституција. По моите сознанија, да, и трговија со деца. Тоа е Едно е кога родителите ги подведуваат децата или ги проститираат за пари, а друго е кога како да се детектира педофилот, ризичното однесување и како децата да знаат да се справат со тоа. Имам јас две препораки од овие мноштво тука. Една е да не прифаќаат подароци, ветување никакви понуди, и второ е да нема наши сладки тајни запакувани да се заштити со намера злоупотребувачот, бидејќи тој многу често се заканува дури со смрт на родителите и децата под страв неќе да проговорат. Значи, главно е граѓанскиот сектор и сите институции каде што децата работат, учат, живеат, да се охрабрат, да не молчат, да говорат. И затоа велам ја тајноста на податоците на жртвата кај нас е загарантирани, но не значи и злоупотребувачот ќе биде загарантирана неговата тајност. Баш треба да се говори отворено за такви злосторници и треба казните да бидат ригорозни, бидејќи друг начин не гледам, бидејќи тука имаме жртва и насилник. Паралелно треба се работи и со жртвата и со насилникот. Мислам дека имаме гледач, мислам дека предизвикавме внимание на гледалиштето, би требало нив да им дадеме предност. Добро вечер. Ало, добро вечер. Поведете. Се извинувам се, во прилеп. Добро. Мислам дека е крајно време во нашите школи да се воведе и школската униформа, затоа што многу млади, тинејџерки да речам, сакат да изгледаат како госпожици и многу невкусно тоа доаѓа во очите на, мислам, на сите нас, граѓаните кои што ги гледаме како одат на школа. Мислам дека е крајно време и од социјален аспект да нема некакви делби меѓу учениците. Добро, ама тоа не е најсилен аргумент. По таа логика ние не треба да излегуваме во кафиче, предполагам. Не. Мислам дека е крајно време во училиштата да се воведе таа школска униформа и мислам дека попристојно да изгледаат учениците. Добро, има тука контравезни сваќања, но биете на линија. Јас немам ништо против пристојноста и некакви норми, но само да внимаваме, да не поистоветуваме педофилија со некакви други ситуации, затоа што педофилите ние се обидуваме да ги отсликуваме, бидејќи сме многу тука стручњаци секој на свој начин, не успеаме. Тие имаат во суштина когнитивни дисторзии што за народот, нели да појасниме, извртени мисли во главите, кои што велат вака, ова се реални изјави на тие затвореници кои што го направиле тоа злодело. Вели, јас верувам дека сексот со деца може да придонесе децата да се чувствуваат поблиски со возрастните. Тоа е мисловна извртеност, тој мисли на вистина така. Вели, задоволството при сексот со деца е обострано, или сексот меѓу возрастен и дете може да представува корисно сексуално искуство за детето. Значи, или ова што гледачот го спомена, вели, девојчињата кои носат мини здолништа се веќе зрели за секс. Тоа се луѓе, дозволете, тоа се мозочни, мисловни извртувања на возрастни луѓе кои што немаат јасна сексуална дефинираност, кои што се незрели, кои што се болни. Значи, не смееме да дозволуваме да во било каква ситуација децата
кои што се навистина жртви постанат повод. Не постои дете кој што е виновни. Уште е нешто само што е многу битно за да не излеземе од емисијава. Само сексуална злоупотреба во својата суштина дури не е толку битен и контактот. Битно е дека тоа би траело трас од англосаксонското подрачје, што би значило предавство на довербата. Детето е предадено, неговата доверба во возрастниот што го гледа како модел, учи од него, одеднаш кој што треба се грижи, да го чува, да го негува, одеднаш го злоупотребува. Дали е тоа Доктор Стојановски, дали како родители треба да стравуваме, како дедовци, како социјални луѓе да стравуваме, како што обично велиме, не дај Боже, детето да го пуштиме од порта до школа, до училиште? Треба контролата од семејството да биде присутна на секој, како што би рекле, нели, и како една инстанца на социјална контрола, и другите треба да го прават. Школото, ево, пред малку директорката, имаме служби во школите и тие треба да се на некој начин будни, меѓутоа семејството е првата референтна група и тука треба да се внимава посебно. Би се надоврзала на излагањето на доктор Новотни. Има многу право. Педофилот има изместен систем на вредности. Нема чувство на емпатија и што е најстрашно, на крај тој се чувствува за жртва. Знаете. А што се однесува до непретходниот дел, до едукативниот дел, ние веднаш по 96 година добивме оригинален филм на сексуална злоупотреба од шведските едукатори. Беа љубезни, ни го дадоа филмот, тој е архивиран во детската амбасада и го користиме кога имаме едукации низ градовите. Ние имавме во многу градови, дури во некои градови бевме повикани по 2 и 3 пати. Меѓутоа јас пред неколку месеци се обидов и во нашата поликлиника Букурешт да направам семинар пред педиатрите, лекарите и го емитувавме тој филм затоа што сметав дека се стручни лица, верувајте, не можеа да го гледаат луѓето филмот, затоа што е тоа навистина драматично за гледање. А можете да замислите што доживува дете во тој момент. Добро, имам уште некој гледач и потоа ќе ви прикажам уште една сторија што моите асистенти, односно соработниците на ЧУМО ја подготвија и повторно ќе се вратиме во студиото на тема педофилија. Мои гости, како што веќе забележувате, уште еднаш да ги представам, од мојата лева страна, професор Нелко Стојановски, Вера Цуракова, психолог, Драги Змијанац, невладина Меджаши, доктор Вера Марковска, Центар за социјални ментално, како рековме? Мери Бошковска, Завод за ментално здравје. Мери Бошковска, јас упорно се извинувам, Марковска, Мери Бошковска и Антони Новотни од Невропсихијатриската клиника на Скопје и професор Трајковска од Верица Трајковска од Скопскиот универзитет. А сега имаме гледаш, добро вечер. Ало, добро вечер. Поведете. Баш ми е драго што ваква тема гордлива е вечерва. Честитки до доктор Новотни и сметам дека треба навистина да се откријат злосторниците, би ги нарекла, и никогаш да не бидат оставени во тајност, се додека малите деца кои се злоупотребени се чуваат во тајност, злосторникот ќе биде оној кој што ќе делува и ќе си има поле за работа. А ако ние направиме, мислам, екипата од психолози, психијатри, слободат децата, ги натераат да прозборат и го ослободат својот гнев и страф од себе си, ќе направат да се намали процентот на загрозени деца. Се додека се таи, се чува во тајност и било тоа табу тема или страф во семејството, страм пред се дека тоа значи дека понатаму во општеството тие деца нема да обстојуваат, мислам дека колку повеќе се затворени и се крие, толку повеќе тие деца ќе абстинираат понатаму и ќе бидат загрозени во средината. А ако прозборат и се стави на тапет секој оној кој што бил злосторник, мислам дека тие деца ќе имаат шанса да можат да се пробиваат во животот и да не го сметаат тоа дека е нешто срамно што го доживеале. Благодарам многу. Што значи на тапет? Например, ние имаме ситуации помалку бизарни. Сторителот на убиството СР, нели? Или педофилот МФ. И сега ние треба да го ставиме педофилот МФ на столбот на срамот.